Драги пратени, ноќас ќе се обидам да снимам видео анализа, но ќе просе мојот лик не се гледа, мојот од камерата не ми кој што треба. Но ќе зборувам колку е безбедно светското првенство во фудбал, кој треба да се одржи од 11 јуни, значи деновиве почнува, до 18 или 19, не сум сигурно, јули, во САД, Мексико и Канада. Но најмногу ќе биде во САД. Зошто велам дали ќе биде безбедно? Поради двата војни конфликта, тоа е едниот во Украина, го знаме веќе, а другиот е на Блискиот помеѓу САД и Израел против Иран. Кај што има пушкарење, поточно не е тоа пушкарење, тоа е гаѓање со дронови и ракети. Деновиве почна Нетањаху и Иран да се гаѓа со ракети, инаку пред тоа Нетањаху со Либан, поточно Берут и Хезбола. И сето тоа може да поремети и светското првенство, да предизвика големи инциденти, скандали, терористички акти и така натаму. На овој период, што го спомнав за време на светското првенство, ја очекувам да се случат две офанзиви. Поточно кажано, првата сигурно ќе се случи, Русија со сите сили ќе гледа да се ги поврати оние. Мислам, областите што им влегува во устава, тоа е Домос или Донецк и Луганск, Херсонската област и Запорожје, но конфликтот во Украина нема да застане дека и Одеса не падне, кој е руски град. Тоа многу пати го кажано, а накао ќе се приклучи Киев, кој русите го сметаат за татко на руските градови, бидејќи Русија не се шири од Москва, се шири од Киев. Тој период во историјата е познат како Киевска Русија. Значи, договорот што беше на Аљаска минатата година, не знам колку ќе се почитува, бидејќи веќе Володимир Зеленски, по еврејско потекло, не го почитува, бара се да се Путин, а Путин вели во Москва, а и деновиве почна ракетни напади на Иран врз базите на САД. Исто и САД го рекетираше Иран, а ко предупредува Иран за запре војната меѓу Израел и Либан и да се повлечат израелците од Либан, ги предупреди со балистички ракети кои погоди некои цели од инфраструктурата во Израел. Интересен период, но јас се плашам дека ово ќе дојде до поголема ескалација и во Европа и на Блиски Исток, бидејќи Путин се заклина на земјите кои произведуваат оружје и поточно имаат украински фабрики на своја територија. Особено тука Германија е опрашање, но не толку колку Франција и Велика Британија. Драги пратени, што има желба да ме следат, треба најдето да присат на копчето subscribe или следиме и може на TikTok и на Instagram да ме следат. Уште еднаш ка просе што не го гледате мојот тек, ви посакувам убав сон со Македонија и со татво напред.